Почитувани пријатели, ви посакувам Божјиот благослов да биде со сите вас. Денес ќе зборувам на тема библиско верување и како да се дојде до спасение. Ти веруваш во Бог. Тоа е во ред, но понекогаш на некои верници им недостасува содржината на самата вера, односно, што е тоа што веруваат и дали навистина правилно веруваат во Бог. Верата како вера е општ поим, но верата која ни ја даде Исус има своја содржина и своја дефиниција, точно определена од самиот Бог. Ако си одвоиш малку време да ја послушаш оваа тема, ќе ти биде од голема корист, па дури ќе ја препорачаш и на твоите пријатели. Како прво и основно ќе почнеме од Бог. Има само еден Бог според откровението на Библијата, кој постои вечно и тоа откриен во три различни, но еднакви личности. Татко, или како што велат некој Отец, Син, Исус Христос и Светиот Дух, Божиот Дух. Бог како Бог е непроменлив во својата светост, во својата правда, во својата мудрост и љубов. Тој Бог се откри како семоќен Создател, Спасител и Судија, кој ги одржува и управува сите нешта во согласност со својата суверена волја за Негова слава. Тоа е во кратки црти каков е Бог по својата карактеристичност. Второ, Библијата. Бог се откри себе си во Библијата. Не пишува во Библијата како настанал Бог, кој го создал Бог, туку Бог веднаш действува во Библијата и создава созданија, која се состои од Стар и Нов Завет. Секој збор во Библијата е вдахновен или инспириран од самиот Бог, како што реков, кој се откри во три личности. И тоа преку човечки автори, така што Библијата во нејзината оригиналност во целост е дадена да биде Божи збор кој е без грешка. И целосно сме сигурни во неа и во нејзиното учење. Само Библијата зборува со авторитет и секогаш е доволна за сите основи на верување и живеење. Како трето, човечкиот род. Значи имаме Бог, имаме Библија, имаме човечки род. Сите луѓе, мажи и жени, тие се создадени според Божиот лик, создадени од Бог и имаат својственост и еднакво достоинство и вредност. Нивната најголема цел е да се почитуваат меѓу себе, да му се поклонуваат на Бог и да го сакаат Бог со цело срце, со ум и со сите своји сили. Како резултат на паѓањето на нашите прародители Адам и Ева, секој аспект на човечката природа е изопачена и сите луѓе, мажи и жени, се без духовен живот, виновни грешници и непријателски настроени кон Бог. И затоа, секоја личност е под истата осуда на Бог и треба да се родат повторно, од вода и дух, да им се простат гревовите и да се помират со Бог, со цел да знаат како да му угодат на тој вечен Бог. Исус Христос или Господ Исус Христос како четврта точка. Господ Исус Христос се откри на човештвото, како целосно Бог и целосно човек. Тој е зачнат од Светиот Дух, роден од Девица Марија, кој живееше безгрешен живот во послушност кон татковата волја. Тој поучуваше со власт и сите негови зборови се вистините. На крстот Исус умре во замена за грешните, примајќи ја врз себе Божјата казна и откупувајќи ги преку својата крв, која пролеа за целото човештво. Тој воскресна од мртвите и по неговото телесно воскресение се вознесе на небото, каде што седи како возвишен Господ над сите. Тој се зазема или посредува за неговиот народ, црквата, во присуство на Таткото. Како може човек да се спаси? Спасение како петта точка. Спасението што Бог го дава е целосно дело на Божјата милост на самиот Бог и не може да се заслужи или заработи од страна на човекот, или да е тоа половично,
Polovično od Bog, a polovično od čovekot. Ne, to je celosno Božjo delo, ostvareno preku Gospod Isus Hristos i se nudi na sите preku самото Евангелие, преку Библијата. Бог во својата љубов им простува на грешниците и ги повикува давајќи им можност да се покајат и да веруваат во Него. Сите тие што ќе поверуваат се оправдуваат само преку вера и се присоединуваат во Божјото семејство за да добијат вечен живот. Како шесто, Светиот Дух. Светиот Дух е испратен од небото за да го славиме Христос и да го практикуваме Неговото дело на спасение. Без Светиот Дух ние сме мртви. Тој ги уверува грешните и им овозможува да имаат духовен живот, давајќи им го вистинското разбирање за Библијата, Светото Писмо. Светиот Дух живее во сите верници кои се наново родени од истиот, кој им дава гаранција на нивното вечно спасение и произведува карактер сличен на Христос. Тој ја изградува црквата, преку Него и им дава можност на членовите да го слават Исус, да му служаат и да проповедаат насекаде по целиот свет. Како седмо, црква. Универзалната црква е тело на кое што глава е Христос и на кое припаѓаат сите тие што се спасени и очистени преку Неговата крв. Тоа е видливо во сите локални цркви, кои се собрание на сите верници, посветени едни на други за обожување на Бог, за проповедање на Божиот збор и за извршување на крштавањето и Господовата вечера, за пастирска грижа и дисциплина и за евангелизирање на сите народи, зашто Бог ги испрати своите ученици да го проповедаат ова Евангелие по целиот свет, и кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Единството на Христовото тело е изразено во рамките на црквите, со взаемна љубов, со взаемна грижа и охрабрување еден со друг. Вистинското заедништво помеѓу црквите постои само кога тие се верни на самото Евангелие. Господ им остави два сакраменти, односно два обреда на Христовата црква. Тоа е крштавање и Господовата вечера. Крштавањето и Господовата вечера се дадени на црквите преку Христос, како видливи знаци на Евангелието. Крштавањето е символ на заедништвото со Христос и влегување преку нов живот во Неговата црква, но без да даде духовен живот самото крштавање. Господовата вечера е прославување на Неговата жртва, дадена за сите еднаш за секогаш, која не вклучува промена на лебото и виното. Сите Негови благослови се добиваат само преку вера. И девето, иднината. Господ Исус Христос ќе се врати од небото, во голема слава и сила. Тој ќе ги воскресне мртвите и ќе му суди праведно на целиот свет. Лошите, неверните, што не веруваат во Исус, ќе бидат испратени во вечната казна, пеколот, а праведните ќе бидат добродојдени во животот на вечната радост, во заедништвото со Бог. Бог ќе направи се да биде ново и ќе биде прославуван вечно. Но се поставува сега прашањето. Како треба јас ова да го верувам? Како треба да станам христијанин? На кој начин? За да станеш христијанин, послушај овие неколку минути. Имаше еден човек во градот Филипи, тоа е запишено во Дела на апостолите. Тој им постави прашање, односно самиот човек, им постави прашање на Павле и на Сила, што можеби е најважното прашање и е најважно за секој човек. За тој човек знаеме само три нешта. Беше чувар во затворот, многобожец, кој не го познаваше Бог и беше во очајна ситуација, кој што сакаше да си го одземе животот. Но Павле го запре во намерата. Прашањето на тој човек гласеше вака: што треба да направам за да се спасам? Тоа е запишено во Дела на апостолите, 16 глава, 30 стих. Самиот факт што човекот го поставува прашањето, укажува дека ја препознава потребата за спасение, ја виде смртта во себе,
и знаеше дека му е потребно помош. Кога тој ги слушаше, например, Павле и Сила во затворот, како го слават со песни Бог и како му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на неговото суштинско прашање, како да се спаси од смртта, како да се ослободи од овој синџир, од гревот, од безпомошноста, од самата смрт. Одговорот беше многу едноставен. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа што му го рече Павле и поверува во Исус, и од тој миг неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера. Тој немаше апсолутно никакви дела, но спасението дојде преку вера. Зашто е напишано: праведникот ќе живее само преку вера. Тоа е запишано во Римјаните 1 глава, 17 стих. Верата бара да се поверува дека Исус е Божи син, Господ и Месија или Христос. Тоа вклучува да се верува дека тој како Господ и Божи син умре на крст за човечкиот грев и според писмото воскресна на третиот ден. Пораката на Павле се состоеше од овие зборови. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за правда, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели: секој што верува во него, во Исус, нема да се посрами или засрами. Тоа е запишено во Римјаните 10 глава, 9 до 11 стих. Почитувани, да се биде христијанин значи да се промени животот преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правил, додека не го познавал Бог. Тоа е одвраќање од стариот начин на живење и од човечката религија која е погрешна и свртување кон живиот Бог, како што е запишано во Прво Солуњаните 1 глава 9 стих. И како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Кога човекот ќе го прифати Христос за Спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание со нов поглед кон животот и со нова надеж кон иднината. Да се биде христијанин значи прво да поставиш прашање: што треба да направам за да се спасам? Одговорот го имаш: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Зашто? Кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Нему слава во сите векови. Амин.